Наместо одговорност, молку од надлежните, ниту еден од владините функционери ден по катастрофалниот пожар не реши да се појави во јавност и да одговори на голем број отворени прашања околу овој трагичен настан кој однесе 14 животи, додека во секоја нормална држава би се очекувало надлежните да излезат и да соопштат причини, па дури да паѓаат оставки. Македонската влада испрати само едно кратко соопштение со фотографија од владината седница, преку истото информираат дека ќе биде прогласена 3-дневна жалост на територијата на цела Македонија, како и дека се стават на располагање институциите за утврдување на причините за пожарот во модуларната болница во Тетово. Владата донесе заклучок со препорака стручните тимови на Министерството за внатрешни работи и на Министерството за здравство да се стават на максимално располагање на обвинителството во истражните постапки. Владата ги задолжи надлежните институции да утврдат каков тип на дополнителна помош и поддршка е потребна за семејствата на загинатите и повредените, со цел истата да биде обезбедена во најкраток временски рок. А одговори во моментов се бараат на голем број прашања, пред се дали имало некаква грешка во изведбата на модуларната болница во Тетово, која би можела да доведе до овој трагичен момент. Прашањето зове отворено бидејќи пред нејзиното пуштање во употреба, економскиот директор Артане Теми изнесе одредени забелешки, но сега вели дека истите не би можеле да се доведат во врска со пожарот. Од Министерството за здравство преку соопштение информираат дека сите модуларни центри, вклучувајќи го и овој во Тетово, биле отворени после технички прием, па според нив грешки при изведбата во болницата немало. При пуштање во употреба направен е уреден технички прием. При градбата има уредно документирани записници за незначителни технички забелешки, силиконирање лајсни на подот, нивелирање на сифон во тоалет, продолжување на делодолуците и слично. По овие барања е постапено истите се санирани пред пуштање во употреба и хоспитализација на пациенти. Прашање на кое јавноста исто така бара одговор е дали некој од невисоките функционери ќе понесе одговорност и оставка. Во прв момент министерот Филипче, но барем засега на ова прашање одговор нема бидејќи никој од владините функционери не реши да се појави пред медиумите, додека тие молчат, социјалните мрежи вријат. Голем број граѓани барат одговорност најмалку од првиот човек во здравството, но и од премиерот Заев. Добар ден, Пладне. Филипче уште е министер, Заев премиер? Да, така и си мислев. Многу е просто, жално за починатите, лесна им земја. Оставка најмалку од Филипче. И еден изгубен живот е трагедија. Филипче да си поднесе оставка наместо да твита. Затоа денес чекаме Филипче да направи прес, да даде инфо и да си даде јавна и неотповиклива оставка. За разлика од Македонија, каде Филипче го нема додека се бара оставка од него, во други држави низ Европа и светот, оставките од морални причини се нормална појава. Така, например, романскиот премиер Виктор Понта во 2015 година поднесе оставка после пожар во ноќен клуб во Букурешт, каде загинаа 32 лица. Пожар во трговскиот центар Зимска вишна во 2018 година, кој однесе 64 животи, беше причина за повлекување на долгогодишниот гувернер на Сибирската област Кемерово Аман Тулеев. Поради пожарите во Грција истата година, оставки си поднесоа федералниот секретар за цивилна заштита на Грција, Јанис Капакис, како и надлежниот министер за цивилна заштита на Грција. Неодамна оставка поднесе и казахстанскиот министер за одбрана Нурлан Јермекбаев, откако во пожари серија експлозии во магазин за оружје загинаа 15 војници и пожарникари.